Алина, добро утро, драга, од студиото на Утринска Тилма. Ние многу рано пробудени. Јас кажав и прашав вчера додека разговаравме дали вообичаено луѓе кои што се бават со музика, со кабаре шоу, со какви не проекти, биолошкиот часовник ги буди намерно за да не поспијат повеќе или веќе некако се навикна твоето тело и темпо со оглед на тоа дека знаеме до рани утрински часови знае кабарето да ги затвори своите врати и да ги испрати своите гости, можеби нели конкретно од Голф Фелиција и така натаму. Ама се надевам дека не ти е некој конкретен можеби утрински преседан утрово што те будиме вака вистински на Телма телевизија. Многу ми е драго што ти имам во овој облик, иако ти си ми соодветен соговорник да ти имам во студио, бидејќи знаеме често да разговараме за убави теми, ама ќе ти посекаме бе. Убаво утро од целата екипа. Добро утро, Марко. Како и секогаш ми е драго да си се дружиме, да имаме мал разговор, да си поприкажеме за се она што може би сме го пропуштиле еден за друг и воедно да ги пропишеме останатите. Музичарите сме кампањци во нашите животи во однос на проектите и начинот на работа и животниот стил, така да имаме периоди кога имаме можности да не ги навиваме алармите за многу рано од сабајле, но има и периоди кога не се познава она што е ден, што е ноќ. И имаме по неколку часа можност малку да грабнеме некако сон, па да продолжиме. Така да неколку период се слушаме. Таков и биоритамот наместен кај нас. Од моментов, јас веќе сум малку порелаксирана во однос што беше на предновогодишно и новогодишно празнично будило, како што би можела да го наречам, и сега веќе се припремам за оние нови ангажмани кои што треба да се случуваат, до крај оние што се редовните, како што е нели кабарето веќе скоро 5 години каде што сум дел од тимот. Како надворешен работник на Националниот џез оркестар, со годините кога беше и издружение воедно. Квартетот по Сара Ми and the Girls, веќе знаете добро, оваа година имавме феноменални 4 концерти низ нашава држава и главниот град и одлично поминавме, не можам да опишам какви се тоа се спомени кои што ни оставаат. Секоја година станува се поголемо, се поубаво, се побогато. Оваа навистина многу седнавме, загреавме столици и направивме нешто кое што не се направи кај нас, однос на концертирањето, да ни биде класично концертирање, дојдовме ние да поприкажеме малку што имаме. Да, и мора да признам дека тоа беше еден интимен театар, затоа така те најав утринава дека често те гледаме сега баш во такви интимни, да речам, и блиски средби, бидејќи и кабаретот нели тоа го бара некаква театралност, меѓутоа сериозно ќе ви честитам, јас бев на концертот во Филхармонија, каде ти, Ана, Теа и Сара понудивте едно убаво искуство. И она што вистина го кажавте во радиското интервју, го испочитувате до крај. Не знам дали сте свесни дека создавате неверојатно новогодишна магија, она која што се надам дека ќе се мултиплицира во иднина, со оглед на тоа дека ќе стане веројатно некоја ваша традиција да ја поздравувате секако и таа, можеби, нели публика во екот на декемвриските празнични магични моменти. Меѓутоа, вистина драга, јас се сеќавам уште пред повеќе од 10 години кога говоревме за твоите тогаш авторски почетоци со Мюзаик и денеска да те гледам се повеќе во тие убави кабаре шоуа, тоа е сцената и бината која што апсолутно те заслужува, затоа што мислам дека си дама која што може да концертира џез, опера, поп, рок, што и да е се докажало низ многу години, вклучувајќи го секако и The Voice, талент шоуто кое што беше пред неколку години и актуелно заедно секако и со тебе. Меѓутоа, мислам дека кабарето Голф Фелиција со твоите колеги направи една ексклузивна прилика и можност македонската публика одблиску да запознае вистински кабаре ансамбл. И од тука некако пред неколку години кога ја започнавте оваа ваша револуција, чинам дека направивте експанзија, буквално дисперзиравте неколку други можеби кабаре, помали шоуа да се како николе да се создадат. Меѓутоа вие останавте, мислам дека главното на што секој сака да го ужива. И вистина мислам дека како што кажа на почетоците за кабарето, дека ќе се надеваш ќе го гледа како расте, мислам дека веќе тоа бебе кое што беше од многу веќе 4-5 календарски години, веќе сега го имаме како еден вистински постулат на кабаре кај нас. И така е, во право си, навистина ни е драго на сите оние кои што реално ги започнавме тие храбри чекори, во почетокот не се ни знаеше реално што правиме.
Не сме имале никој такво претходно искуство и воопшто во нашава земја немало нешто такво. Реално ние како Македонија конкретно нема ни мюзикал, театрална, музичко-театрална сцена, нема развиено. Имало обиди, имало представи, меѓутоа тоа не било обработено на некоја редовна програма, имало експерименти во историјата, низ историјата, меѓутоа немало нешто кое што е веќе нова гранка, работна, буквално фах, жанр, каде што има простор за покажување, докажување, представување на артисти кои што ќе заземат таа улога и просто ќе бидат дел од нешто тако што е конзистентно, една константа која што развива и отвара врати потоа и на многу други субкултурни движења. И нормално и на нова бизнис гранка реално во самата музичка индустрија, која што не била нешто кое што е типично за овие простори. Ние имаме нешто да видиме и кај нашите соседи, но Македонија не. Македонија прв пат ова го доживеа пред 5-та календарска година, значи ние во јули оваа 26-та ќе славиме реални 5 години постоење. Горди сме сите на тоа, се разбира, се надевам дека тоа ќе биде навистина нешто кое што ќе отвори многу врати за останатите наши колеги низ оваа земја да се потрудат, да се обидат, да бидат малку похрабри и да има многу повеќе интерес и од страна и нормално и на медиумите и на општиот аудиториум да ги шири своите познатства, своите визии и начин на нормално на тоа како допира еден ваков тип на програма и што таа значи, дека се работи за една театарска субкултура, еден поджанр кој што просто отвара. Јас од кога влегов таму, реалноста е дека навистина не ми се видоизменија моите начини на гледање, она што се нарекува музика, туку ми се збогатија. Јасно. Она кој што секогаш сум сакала да го работам, има можности, ми отвори многу други порти кои што отворија нови проекти, отвараат, има интерес, дали е за надворешни соработки, дали е за тука и видоизменување на веќе постоечките институции кои што кај нас работат и постојат повеќе од 20, 30, 40 години, да и самите тие веќе на поинаков начин ги гледаат работите и влегуваат во некој поинаков вид на проекти кои што стануваат дел од програма. И тука има интерес, и тука има развој, сега не можам да откривам премногу, меѓутоа во секој случај сум презадоволна како се одвиваат работите. Јас и ти, Марко, се дружевме низ периодот на ковидот, низ сите оние мои проекти, низ активизмот кој што беше тогаш многу актуелен и многу важен за нас, музичарите и општо артистите. Многу работи успеавме да зачнеме, да промениме на некој начин. Јас имам работа постојано со сите видови на сите генерации на музичари, танчи, балерини, балетани, сценци, сите видови на уметници, и тоа е прекрасно едно кое што навистина не можам да опишам колку мене лично ми значи, заради тоа што имам постојано изворот на се што е од постои, што е актуелност, што се изменува во некојот зародиш, во некојот идеја. Да, морам да признам дека си искрено, без лажна скромност, една од највредните музичари кај нас, бидејќи, пак ја кажам, има во тебе една неверојатна дисциплина, знаеш каков тој внатрешен инженеринг да го навигираш, свесно и разумно да ги одбереш своите следни чекори. Во овие некои минути кои што ни остануваат, сакам да прашам со оглед на успешната 2025 која што ја ставаш во една убава архива и сеќавање, што ќе чекаме сега, можеби дали нови твои авторски проекти? Препоставам дека со кабарето ќе патувате, нешто како датум, време може да ни споделиш ако има да ги поканиме сите, и дали твој авторски проект може да очекуваме нов за годинава? И па, Марко, она што го споделив јас и имав можност да речеме на последниве неколку интервјуа кога ги најавувавме баш и новогодишниве, празничниве концерти со квартетот, кои што беа многу важни за да имаме добра поддршка од страна на аудиториумот и помина феноменално. Тогаш јас споменав дека во суштина оваа година мене ми е 20 годишнина од музичката кариера, од активното професионално занимавање со музика. И да, се поминати сериозни 2 децении во се што правење, во моје експериментирање
буквално шарење по сите музички жанрови, бендови, ансамбли, проекти, дали тука, дали надвор од државата и ќе го крунисам некако. Се уште сум во изготовки на самиот концепт како тоа ќе се случува оваа година и затоа не можам додека немам нешто цврсто или конкретно да споделам, меѓутоа да, и авторското повторно му се враќам на авторството. Имав една пауза пост Макфестот и евровизиските тогашни ангажмани. И сега мислам дека му е време, конечно можев да акумулирам доволно и инспирација и сериозност и малку и да се приберам со тоа што реално ја сакам да правам се во мојата кариера и општо во музиката. И она што дефинитивно можам да го кажам и за себе и за останатите е дека сите ние сме тука да оставиме нешто за себе, така да време ми е да ги после целата таа акумулација на материјали и креација да апсолвираме некои работи и да ги презентираме соодветно, така да ќе бидеме во контакт. Не можам да кажам ништо конкретно на оваа година. Мислам дека ќе се дружиме малку поинтензивно од претходните во однос на она што се нарекува Кали. Искрено едва го чекам, искрено. Секој момент ќе го чекам сега со будност да видам што ќе донесе можеби нели творештото твое. Прегратки и љубов ти испраќам, ти благодарам што овие утрински мигови вака беше со нас на Телма телевизија за подолго интервју, бидејќи со тебе апсолутно куси се овие 15 на минути кои што ги имавме. Се гледаме за скоро и ти благодарам уште еднаш за утринското будење. Како и секогаш, Марко, благодарам секогаш на твојата поддршка и покана и се гледаме многу наскоро и на сите гледачи им посакувам да имаат убав, прекрасен сончев ден, иако е ладно. Да. Мислам дека со добра музика и со добра мисла можеме сите да се стоплиме. Апсолутно. Калина Велковска, Кали една од најпродуктивните музичари годинава, одлично 20 години од незината музичка кариера што ќе славиме и во утринско, односно ќе одбележиме секако со аплауз.